Почитувани, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Бојана Димитриевска, вечерва ваш домаќин. Во ова отворено студио вечерва разговараме за собраниските математики. Утре продолжува конститутивната седница на собранието, на која има две точки, а тоа е избор на Комисијата за избори и именувања и следната точка е избор на председател на собранието. Вечерва за сето она што се случува во собранието, внатре во законодавниот дом, надвор на улиците, но и за она што го предложи ВМРО-ДПМН, разговарам со моите соговорници, поранешниот председател на собранието Љубиша Ѓоргиевски. Добро вечер за вас. Добро вечер. И поранешната претеничка Суза Грчева. Добро вечер и за вас. Господја Грчева, би почнала од вас. Еве веќе утре трет ден ќе биде продолжение од конститутивната седница. Собранието во законодавниот дом разговараат за втората точка, избор на Комисијата за избори и именувања. Начелно се договорени членовите, колку членови ќе има во оваа комисија, но при тоа имаме една ситуација кога повеќе од 50 пратеници се пријавија за збор. При тоа од ВМРО-ДПМН велат ова е деловнички, бараат во собранието да се дебатира за платформата и за законот кој го договориле, законот за јазиците кој го договориле Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија за интеграција. Од друга страна социјалдемократите реагираат и велат дека не се почитува деловникот. Како вие гледате на цела оваа ситуација што ја имаме моментално во законодавниот дом? Па знаете, ја би била изненадена кога навистина би се почитувал деловникот. Ниту во изминатите 3 години, додека бев во парламентот, не се почитуваше на таков ригиден начин деловникот, на кој што сега се бара да биде почитуван. Значи, секогаш во дискусиите се правеа дигресии, кои што нема врска со основната теза или основната тема или основното барање на точката која што е на дневен ред. За мене ова не е очекувано однесување. Тоа сепак влегува во деловничкото право на пратениците да се пријават, ти имаат право само еднаш да дискутираат, 10 минути, и тоа е тоа нивно право со одреден број на реплики и контрареплики, значи тоа не е нешто што не сме го виделе до сега и беше за очекување дека вака ќе се одвива седницата. Се разбира дека тоа има ограничен рок. Кога ќе се исцрпат сите оние кои што се пријавени за дискусија, ова ќе заврши и ќе мора да се премине на гласање. Криво ми е што навистина за се зборува, освен за комисијата. Јас 5 збора не чув од тоа што можев што го следев. Не чув за луѓето кои што се предложени да бидат членови на таа комисија. Туку говорницата се употребува, не би рекла злоупотребува, бидејќи тоа сме го виделе секогаш во минатото, се употребува за се друго, освен за дискусии за комисијата. Но не мислам дека претениците на ВМРО-ДПМН во овој случај излегле од деловникот и дека не смеат да го прават ова што го прават. Значи, тоа е деловнички, тоа се правило. Да ве подсетам дека за закони сме имале по илјадници амандмани дадени. Комисијски расправи оделе со месеци. Во Комисијата за образование Социјалдемократскиот сојуз поднесе за Даме Груев универзитетот над 1000 амандмани. Значи, и се зборуваше се, освен за амандманот кој што е предложен. Што се правеше една комплетна анализа на општествените состојби, дури многу малку за образование слушавме воопшто, иако беше комисија на образование. Значи, тоа се кај нас е воспоставени практики на делување, воспоставени практики на немање диалог, на немање чувство за момент, и тоа за жал го гледаме и сега. Социјалдемократскиот сојуз достави иницијатива до собранието, подпишана од 20 пратеници за избор на председател на собранието. Го предлагаат Талат Џафери и велат сега дискусијата е безпредметна за избор на Комисијата за избори и именувања. Дали е безпредметна или оваа расправа мора до крај да се исцрпи? Јас мислам дека расправата треба до крај да се исцрпи и конечно да се формира таа Комисија за избори и именувања. Ние слушавме многу скоро и за план Б, дека без даден мандат се има намера да се конституира влада. Ова ќе бидат навистина сериозни отстапки ако вакво однесување имаме. Значи, тотално игнорирање на институциите од било кој
која страна, значи таквото постапување е недопустиво. Според мене мора да се во догледно време. Значи оваа седница би требало уште едно, две, три продолженија додека се исцрпат сите дискутанти и потоа да се избере комисијата која што понатаму ќе премине кон избор на председател, подпредседатели и така натаму. Значи тоа е редот. Од многу бајпаси стигнавме до овде. Господине Георгиевски, споменав имаме еден предлог за председател на собранието, предложен е на Талат Џафери, пратеникот Талат Џафери, кој на јавности е впрочем познат по оние молчења во собрание по илјадниците амандмани со кои го блокираше законот за бранители по читање на поезија на комисиските расправи. Денеска имаме ситуација кога имаме еден предлог, но може ли да очекуваме и други предлози за председател на собранието, уште 20 други пратеници да предложат, па уште една група од 20 други пратеници, може ли да очекуваме други предлози? Тоа мислам дека тоа е право на комисијата. И комисијата има впрочем право да предложи. Имено затоа се брза за комисијата да биде ставена пред фета компли, пред свршен чин. Ако се избери председател, се направи комисијата за именување, што ќе прави комисијата? Ќе именува нов председател. Тоа е смешна работа. Мислам дека со години наназад, со години од која е воспоставен парламентарниот режим, нашиот парламент беше користен, се согласувам со госпожата Грчева. Како трибина за предизборни митинзи. Сум ги слушал говорите од горе, бескрајно досадни, бескрајно лажливи и бескрајно приземни. Некој човек имаше 5 или 7 луѓе кои одскакаа од оваа работа. Сегашната ситуација, мислам дека е јасна. Сите молчат за типот или за личноста. Каква треба да е личноста председател на парламент? Било каде, па и кај нас. Ако одиме по традиција, председатели на парламент овде биле луѓе кои имале определен дигнитет, определен авторитет во општеството и во главном сме ги познавале. Талат Џафери кој го познава? И сега им зедовне да листаме. Ајде да видиме што човек е. Он со години не го признаваше својот врховен командант, председателот на републиката, а беше офицер, а беше министр воен. Видите, во војна ситуација, воопште во војска. Главната работа во војска е субординација. За несубординација и непризнавање на наредба се оди кај што не треба. И сега пак го гледам, пак не го признава председателот, го вика секако. Не може така. А да се биде председател на парламент е да се биде пред се и над се институција, најважна институција, а после личност. Но, што правиме со една институција која не признава друга институција? Така не се прави држава. Така што оваа ситуација сега со која се соочуваме политичка уопште е чиста ситуација. Кога Заев не може сам да се издемантира, пушта други да го демантираат. Оти не може да живее без деманти. Колку е потребна дебатата за платформата со тоа што она на што инсистира ВМРО-ДПМН во овие изминати неколку дена собраниска расправа? Па потребна, видите зашто. Тоа е, имаме факти. Гледайте се. Еден Спахију, шеф на Националистичка партија на Албанија. Значи, што ми е шеф на Националистичка партија, знаеме кој е. Еди Рама за него е играчка, кој ќе падне утре од власт, што ја монтираше ова платформа. Он вели дека Еди Рама направил огромна грешка, што му дал шанса на нашиот председател да не даде мандат. И во право е, затоа што е тоа грешка.
Не можете да се мешате во друга држава. Кога ќе ви отворат голема рана, долго време викате олеле, олеле. Ако некој работи од таа платформа се остварат, македонскиот народ ќе вика олеле до смрт. Зашто ќе биде осуден на исчезнување. Така што не сметам дека е тоа многу претерано. Морате да претерате, видите. Политиката на денешниот состав на СДСМ, за разлика од она политика која јас ја памтам, која се располагаше со неколку личности, со кои ти е мерак да дебатираш, од Киро Глигоров надолу. Ова политика, знаете на што се сведува? Со извинение. Имаше една реклама на Битпазар пред години. Овде се продава бурек, овде се продава урда за бурек со сирење. И сега некој сака на цела една нација, на цел еден народ и повеќе народи да му продаде бурек, сирење, да му продаде урда за бурек со сирење. Не бидува тоа. Тоа не може да биде и никако не може да биде. Така што ние сме сега во еден ќорсокак. Господје Грчева, внимателно и јас ја слушав дебатата во Собранието изминативе 2 дена. ВМРО ДПМН во неколку излагања, неколку од пратениците на ВМРО ДПМН побараа комисијата да земе во предвид дека граѓаните оние кои се на улица и кои секојдневно протестираат бараат председателот на Собранието да ја осуди тиранската платформа и да се откаже од оваа тиранска платформа. Колку е неопходно, истото прашање за вас, колку е неопходно да се дебатира за тиранската платформа и колку она што го бара ВМРО ДПМН во моментов и е потребно на Македонија во Собранието пратениците да проговорат, особено ДУИ и СДСМ, што прифатиле, а што одбиле од оној документ кој беше подготвен во Тирана? Па прво, знаете, јас се чудам како долета на трпезата оваа платформа, така наречена тиранска платформа. Слободно така ја нарекувам, бидејќи токму синоќа овдека од господинот Халили чув дека од ПДП, дека тој со задоволство го слуша тој термин, па затоа и јас ќе ја употребувам таа терминологија тиранска платформа. Значи, прво се чудам како долете и кому му оди во интерес таа платформа. Тоа е клучно прашање. Евидентно, трага од таа платформа немаше директно вака пред изборите. Значи, граѓаните не знаеа дека гласаат за вакво нешто. Верувам дека и изборните резултати ќе беа поинакви. Пазете, поради таа платформа имате луѓе кои што се незадоволни исто така и во Социјалдемократскиот сојуз, но и во ВМРО ДПМН, кој што на некој начин си ги демонстрираше своите слабости со неможноста да се справи со ваква една ситуација и со кризата воопшто во минатите 2,5 години. И затоа мислам дека оние луѓе кои што се излезени на улица не се исклучиво по партиска директива на ВМРО ДПМН, иако се разбира дека има луѓе кои што се симпатизери на таа опција, но мислам дека има и разочарани луѓе токму поради немота на овие две македонски партии да се справа со една ваква ситуација. Може би е платформата некакво кукавичјо јајце, фрлено сега во моментов е во скутот на Социјалдемократскиот сојуз. До 29 јануари беше во скутот на ВМРО. Значи, ќе видиме кој од ова ќе собере поени, па тогаш веројатно на крај ќе ни се отворат очите и ќе речеме зошто и како се појави ова една нова ситуација. Дека имаат право за тоа да дискутираат луѓето, имаат право да дискутираат, апсолутно. Зошто не би дискутирале за витални национални прашања? Пазете, платформава е далеко од наивна. Незиното релативизирање интензивно ме нервираше во последниве месец дена. По разни дебатни емисии, релативизирање до бесконечност. Од највисоки академски кругови се тврдеше дека тоа не е ништо една шарена лага, тоа е само едно бенигно проширување во рамките на Охридскиот договор на некакви
права, корпус на права кои што не се реализирани. Во колку стануваше на вистина збор за тоа, јас не гледам никаков ни повод ни причина да луѓето се побунат или станат или така натаму. Значи не се работи за тоа. Ако внимателно ги читате, барем половината се косат, односно немаат правна основа во нашиот устав. Сега друго е прашањето што како такви па и не можат да поминат низ собранието. Не можат да поминат, бидејќи двотретинско мнозинство е потребно. Значи, неопходно е да се дискутира за оваа платформа и неопходно е во една ситуација кога е поставено како услов за формирање на влада, а знаеме дека сите се декларираат горди демократи, тоа да си го носат сите во своите партиски кратиници, сите да отстапат и да направат некаков компромис, да имаме една здрава влада. Па албанските партии, не да биде на релација препукувањето цело време Социјалдемократски сојуз и ВМРО-ДПМН, туку и албанските партии да отстапат од нешто што и го извадија после изборите. Колку моќен фактор е да народот, граѓаните кои се на улица, може ли да го канализираат тие решението на оваа политичка криза и дали тоа би било политичко решение или би довело до безбедносна криза? Мислам дека народот има право и мора работите да ги поправа. Во една земја со деградирани институции, во една земја каде што партиите им паднаа маските. Знаете, одамна, мене ми беа многу работи јасни одамна, но сега дефинитивно паднаа маските дека се работи за власт. Дали да се остане по секоја цена, дали да се дојде по секоја цена. Време е луѓето и граѓаните да побараат, да речам, некакви корекции во таа политика и системски корекции конечно. Знаете, јас се радував и кога излегоа студентите на улица, затоа што тие имаа право да излазат. Јас се радував и наставниците кога излегуваа, бидејќи на вистина има катастрофален закон. Се радувам и сега. Мислам дека граѓаните и граѓанското општество се многу важни и тие единствени можат да ја коригираат политиката. Ако очекуваме овие и вакви партии, слободно ги нарекувам султан партии, дека ќе се само коригираат, дека ќе се само демократизираат, тоа никогаш нема да се случи. Значи, тоа го видовме, експериментално го видовме, дека не се случува. Единствено може таа корекција да дојде со тежок притисок од страна на граѓаните. Господине Георгиевски, и за вас прашање поврзано со протестите на улица. Еве, како вие го коментирате, односно, како вие ги коментирате барањата на граѓаните кои секојдневно протестираат, бараат поддршка и од партиите, еве гледаме денеска беа пред Социјалдемократскиот сојуз, побараа поддршка, но при тоа имавме ситуација кога пред 10 дена еврокомесарот Јоханес Хан, кога беше во Македонија, одби да се сретне со граѓаните кои протестираат. При тоа гледаме на пресконференција од Социјалдемократскиот сојуз, па гледаме и во собранието, никој од Социјалдемократскиот сојуз и од партиите кои коалицираат со нив не ги споменуваат овие граѓани. Колку долго Европа, па и еве социјалдемократите можат да ги игнорираат граѓаните кои протестираат? За мене, говоримо во своје име, Европа повеќе не е никаков критериум. Тоа е една бирократска, еден конгломерат на бирократи кој ќе се распадне во оној момент кој ќе се распадне. А тој момент е близо. Сите симптоми покажуваат дека е близо. Толку фрапантно, вие сте млади, може не се сеќавате толку добро политички. Толку фрапантно ме подсеќаат на Југославија после смртта на Тито, да тоа е страшно. Тоа значи, според тоа, немам никаква почит за господин Хан. Он постапи не само не демократски, он постапи не европски. Он постапи точно како Хан во енглеската верзија на значење Хан. Нема да ја преведам, оти не е добро. Да ви ја преведам. Сега, протестите. Има протести и протести. Има протести на кои 100.000 луѓе одат, пеат и зад нив нема ни еден пикавац, ни една плунка, ни една тревка згазена. И протести кога фарбаат челници партиски,
Ние ги гледавме Чекеринска и Заев како фарбаат, фрлаат со бои и при тоа уште се забавуваат. Што е то карневал? Има и такви протести. Затоа, да сум на ваше место, не би ги ставил протестите како такви. Него конкретно. Јас мислам дека вие прашавте за овие актуелни протести на граѓаните. До кога се подготвени одредени политички структури да ги игнорираат граѓаните со оглед на тоа што секојдневно ги гледаме во голем број по улиците? Не знам, треба нив да ги прашате. То не знам. Не може да ги игнорира. Но знам нешто, дека кај нас се дешава народ. И знам и то дека од искуство знам, од и подолго паметам, дека со народ и со оган нема играчка. Многу малку треба за белја да се направи. Многу. Затоа што тишината, срцата што и делуваат страшно. Ево, денес најавија референдум. Кој ќе го спречи тој народ, например, да направи референдум? Како ќе го спречи? Сега, од друга страна гледаме, па овие во парламентот од СДС имаат тахикардија. Брзаат, а нервозни се. Знаете зошто? Затоа што уште Аристотел рекол, тој што не знае да биде владеан, никогаш нема да знае да владее. А тие покажа оваа гарнитура на СДС дека не знаат да бидат владеани. Дека изводат 300 инфантилни ситуации, детски, никакви циркуски ситуации, недостојни за цивилизирани луѓе, за да дојдат на власт. Значи, се појавуваат некакви пукнатини. Се ќе ви кажем кои се пукнатини. Спахиу го спомнавме веќе. Албански лидер на партија, кој сега го урива. Еди Рама, то не е некој, како кај нас некоја партија од двајца комши и едно куче. Тоа е масовна партија на Спахиу. Тоа јасно рече. Како сега може СДС да лаже? Не може да лаже. Едноставно, партнерите негови го демонтира. А Беса, јас бев згранет, а подиктички тврди дека нема да гласа за кандидат на ДУИ. Значи, тие платформата која требаше да ги испегла односите рапави према албанските партии, предпоставувам топ сакалше Еди Рама, да ги испегла, за да може убаво да ги спакува во своите фиоки. Како алишта, ако не ги испеклате, тие паќаат место. И се, дека нема да гласаме, ние ќе се истакнеме свој кандидат. Што ќе се случи ако сега на комисијата Беса излезе, представникот на Беса излезе со нивни кандидат. Ке го турнат, ке го мајоризираат и после што Бесо ќе го измолчи тоа. Во тој случај би имале 6 пратеници од Чекајте, ВМРО. има друга математика. Ние се занимаваме со математика, ама не забележуваме дека во школото, во таблата на која решаваме равенки, не е избришана одамна, фамулусот го нема. Бејли каде е? Викнат е на консултации во Вашингтон. Јас сум бил амбасадор 2 полни мандати на најопасните места за нас, во Софија и во Белград. И верувајте ми, ако амбасадорот од нешто стрепи и не спие, е да биде повикан дома на консултации. Оти тоа обично значи нема враќање назад. Значи, Беса се распукна. Амбасадорот, од кој излегуваат сите инспирации, нивни, го нема. Ќе дојде нов амбасадор, кој ќе има малку подруга политика. Не. Села од сега диде и ги компрометира нивното ретерирање на некои по-цивилизирани позиции. Човекот вика, ја не можам да стојам на химната. Со такви работи, он само допринесува македонскиот народ да се обедини.
и кога тогаш ќе се обеди. Така, почитувани, тука правиме една кратка пауза за реклами, се враќаме во студиото, продолжуваме на тема собраниски математики, но ќе се осврнеме и на оној патоказ кој денеска го представи Антонио Милошовски од ВМРО ДПМНЕ. А вам, почитувани гледачи, ве поканувам да останете на оваа фреквенција, за кратко сме назад. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Zašto ste cijeli život na dijeti, a niste uspjeli postići svoje željene rezultate? Probali ste sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća, žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Домот е таму каде што ти е срцето. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот стейкхаус во Македонија, во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стейкхаус. Ве очекуваме. После рекордни 3 распродадени арени во Белград, Маја ви го представува Биело дугме во Скопје. 8 април, арена Борис Трајковски. Генерален покровител Hyundai, ексклузивни покровители Витаминка и Тинекс, официјален партнер Eurolink, спонзори Тиквеш, Евростандард банка, Македонско село и Дюарс. Влезниците се веќе во продажба преку продажната мрежа на Купи карти за се и онлайн. После многу долго време, Горан Бреговиќ, Ален и Тифа во Скопје. Овој пат во најгламурозно издание, заедно со хор, оркестар и тамбураши. Avalon Production. Маја со огромно задоволство ве кани на концерт на големата светска атракција Апокалиптика со програмата Place Metallica by Four Cellos. 5 април, арена Борис Трајковски. Генерален покровител Hyundai, ексклузивни покровители Витаминка и Тинекс, официјален партнер Eurolink. Влезниците се веќе во продажба по неверојатно прифатливи цени од 400 денари. Да ја наполниме арената Борис Трајковски, затоа што Апокалиптика ги свири Металика. Avalon Production. Почитувани, повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова, продолжуваме со дебатата. Господјо Грчева,
Сега моментално се е на пленарна седница. Колку долго може да се влече оваа пленарна седница? На тоа што има голем број на пратеници пријавено за збор, има и тука реплики и контрареплики. Се прават разни проценки, едни прогнозираат 20 дена, други месец дена, 2-3 месеци, но и при тоа е многу важно да појасниме колку целава работа би се префрлила откако ќе се избере комисијата за избори и именувања, колку таму ќе имаме политички надмудрувања. Сосем е непредвидливо. Она што го знаеме по деловник е дека се ограничени дискусиите, нели, на 10 минути, репликите на 3 минути, контрарепликите на 1 минута. Значи, може математички да се види кога максимален број на пратеници би реплицирале, а сега гледам дека се реплицираат најмногу во ВМРО, значи меѓу себе се реплицира, за да си време помине. Значи, би траело неколку дена, тоа не би била бесконечна таа дебата, но потоа, како што рековте, истата таа дебата во комисиите, каде што не се по деловник ограничени дискусиите, таму веќе навистина може работата да се закочи и да траат тие дискусии со денови. Мислам дека е една неповолна ситуација во која што се купува време. Веројатно се сакат да се изнудат нови избори, да се покаже дека ова е неефикасно собрание, кое што не може вака да функционира со вакво тенко мнозинство, што и е тенко мнозинство, дека не може без мандат да се избере влада и така натаму, ке се одвлекува овој процес, разбира, процесот ке го одвлекува најмногу ВМРО-ДПМН, на кој што не му одговараат овие процеси. Практично не им одговара на никој. На никој не им одговара. Па видете, јас мислам, еве ако читате една крими сторија, каде што треба да погодите кој е убиецот, да речеме. Секогаш тргнувате од мотивот. Кој би имал мотив во една таква ситуација за таков еден чин? По мене, мотивот за оваа албанска платформа која што влета во последна секунда после изборите. Мотивот е, мислам, кај ВМРО-ДПМН и кај ДУИ. Затоа што тие сега го градат својот рейтинг врз оваа платформа. Дека Социјалдемократскиот сојуз ја дочека во својот скут и сега не знае како да се извлече. Знаете, не е многу пријатно вие да го имате еден села во коалиција кој што кажува дека македонскиот народ во 1912 година не постоел, дека ќе ги бркал сите македонци од работа, дека никогаш нема да го почитува нашето знаме, грб и така натаму. Или една беса која што некни излегува и вели: ние во нашата платформа имаме редефинирање на државата, но бидејќи имаме голем сенс за државните интереси, во овој момент до формирање на владата нема да ги покренеме тие прашања. Ме молам, мислам, навистина работите отидоа предалеку и дека на сите овие актери, чинители во оваа кризна ситуација, бидејќи кризата не се разреши со изборите, таа уште повеќе се вжешти, мислам дека сите сега гледаат како да избегаат од оваа ситуација и како да ја расчистат ситуацијата, бидејќи ниту еден не е во поволна ситуација. А зошто не е во поволна ситуација? Бидејќи се сите губитници на овие избори. На свој начин. Сите се однесуваат како очајници. ВМРО-ДПМН изгуби цели 11 пратеници, СДСМ не дојде на власт, значи не ги доби изборите, ги изгуби изборите, макар и со 20 пратеници, но ги изгуби изборите. Албанските партии се преполовија, ДУИ се преполови, ДПА е веќе занемарлива партија од 7 на 2 пратеници, излегоа некои нови помали партии, но тоа е се. Оние четворица подписници на Пржинскиот договор, сите тие испадна губитници во овие избори. И сега многу тешко тоа клопко од нив се очекува да го размотат, многу тешко од очајници и губитници. И да не заборавиме, во позадина на сето ова стои една уцена со тие прислушкувани разговори. Ние гледаме на површина што се случува, но не гледаме кој всушност и зашто уценува и со кој материјал. По мене и тоа е клучно прашање. Ние не знаеме
каде се и за кого се постојат тие материјали. Зошто, да речеме, Дуи беше поштеден во цела во оваа игра, беше поштеден. Имаше иако за него за некој директор од Зајас на училиште. Тоа се многу ситни работи. Ако вие делите со некој власт 8 години, ако опозицијата ве обвинува цело време дека сте криминална коалиција, тендерска коалиција, вие не можете сега од тендерска коалиција наеднаш да скокнете до тоа да се молите да се коалицира со нив и да ги исчистите од сите наводни. Јас не знам дали тоа е на вистина така, но обвинувањата постоја. Затоа велам, не знам таму кој кого уценува. Она што најмногу ме загрижува е што, и тоа го предвидов и го кажав полно пати, од уценети државници и политичари дојдовме до уценета држава на крај со оваа платформа, меѓу другото. Така да е една ситуација која што многу тешко ќе се разреши и мислам дека оној кој што го игнорира овој народ по улиците, а пазете, ниту една партија до сега не успеа, освен кога носеа со автобуси од провинција, луѓе не успеа секојдневно, вака, упорно да вади 100 и нешто илјади луѓе низ улиците на сите градови во Македонија. Мислам дека тие гласови ќе мора да се послушаат. Ќе мора да се послушаат. Што е со локалните избори? Локалните избори... Висат и локалните, како што виси изборот на председател на собрание. Па, висат и локалните, фактички веќе извисија. Оној термин кој што беше зацртан, мислам 14 мај требаше да биде, го одбегна. Го одбегна... Ќе мора да направат измени да си влезеа 2 недели предходно во собранието, тогаш ќе беше на виделина, ќе се открија картите дека некој бега од локални избори. А вака се влезе после тој термин, умешно се избегна тој термин и сега веќе никој не ги споменува. Јасно е дека во ваква една нерасчистена ситуација никому не му одговара да оди на локални избори. Не му одговара. Добро, само јас се пред локалните избори да дополнам анализата со цента почетка колешката Грчева. А теза, кога имаме мистерија, тезата која старо римското право ја нарекла кој боно, кој има корист. Или од некоја шашма, има 2-3 недостатоци кои не можевте сигурно да ги опфатите во вака абруптна дискусија. Првото е дека сепак најголемата печалба тоа е СДС. СДС само еднаш во својата историја после 90-та година има дојдено на власт без шашма. Секогаш има шашма, за да конечно тоа е теориски така. Марксизмот и ленинизмот вели. Прво гужва, па власт. Прва беше комунистичката партија, па после Русија. Тоа е во традицијата на левицата. Тоа прво. Второ, странскиот фактор. Го изоставивте, не велам намерно, али странскиот фактор, каде е тука? Може да е тој најважен во цела оваа местенка, да ја наречиме. Сорос фактор, каде е? Значи, СЈО ние имаме, подпишаат четворицата опрашина да дојде да се испита се што е во врска со прислушувањето, така? Но уште не знаеме кој прислушува. 2 години се направи ништо, ама ништо не знаеме. Знаеме дека Талевскиот Битол наплатил автобуси скапо, Заев уште поскапо ги наплатил во Струмица и знаеме неколку. Ние ништо не знаеме. Каде се тие предпоставки? Бескрајно наивно е да се мисли дека еден обичен уличен джепарош ќе се договара по телефон. Па кај сте виделе вие с криминалци по телефон да се договарат за некој да ги прислушкува? Па тоа е за куклен театар. Кој криминалец по телефон се договара денеска? Никој. Само нашиве владава македонска. И за тоа и нема ништо. Како не, еве, до душе, бескрајната некомпетентност на СЈО, ја знаеме сите, тоа е веќе за вицеви правење. Ништо, камо резултат, камо, ја испилија ништо. Само именуваат некој досие
И сакаат, како Хилми Паша, што беше, што ги правеше мирстечките реформи во раниот 20 век, да се до крај на власт. Колку реформите подолго се прават, реформи сега. Па то, сега, на него има читано Хилми Паша, ама се талентирани. Ој вика, цел македонски народ се изјасни за реформи. Добро бе, брате мили, се изјасни за промени. Добро, ама за што? За какви промени? Промена ништо не значи. Значи има промена на полошо, има промена на подобро. Има промена на промена. Ништо. Така што ние сме до, така да речем, во една кам до гуша. И сега, српската работа не таласај, довде ни е калта. Што се однесува до локалните избори, тие се неизбежни, тие се по-неизбежни од парламентарните. Затоа што локални немало 4 години, 5 години. И што се однесува пак на ова Куи Боно, на ВМРО им е најдобро, без локални избори, си ги држат 90% општини. На Дуи исто така, знам тие што се албански општини ќе видат. И готово. На локални избори треба да инсистира СДС. Оти ќе треба на сув леп да биде на власт со 2 општини. Со Куманово и со Струмица. Треба да се обиде сега да освои некој општина. Така што ми се чини да сум јас ВМРО би инсистирал строго на избори локални. Оти секаде во светот локалните избори се пулс. Сега гледам Меркел, свети цела, оти во Сарската област добила на регионални избори. Свети. Се радва како да добила сојузни избори. И со право. Господјо Грчева, кога може ли само да реплицирам пред едно надополнување? Значи, ова што велите дека треба да има повеќе фактори за да се изнесе една ваква теорија, би рекол, дури на заговор, дека на Ахмети и на Груевски им одговараат на ваква ситуација во која што се билда национализам од двете страни. Па тоа е нешто што го гледавме со години во сите изборни циклуси. Поготово сега, кога веќе дојде работата пата со противниците. Значи, сега уште пожестока, им требаше уште пожестока реторика и оттаму е моето сомневање дека можеби овој исчекор со така наречената тиранска платформа дојде токму поради тоа. Имате право кога рековте дека не го споменав меѓународниот фактор. Навистина, тој се гледаше дека има клучна улога во цела оваа приказна. И се уште ја има таа улога. Јасно беше дека дува во грб на опозицијата, тука недвосмислено. Тука немаше никаква двојба дека тие сакаат да ја тргнат оваа власт 10 годишна поради своји причини, дали се геостратешки, дали се лошо владење, препораките што ги пишуваа секоја година како насила не отсликуваа како земја со хибриден режим и така натаму и така натаму. Меѓутоа факт е дека тие овојпа застанаа комплетно зад опозицијата. Меѓународниот фактор конечно и доведе до тоа да Дуи не може да коалицира со ВМРО. Ја мислам дека тие добија јасна директива дека не смеат да коалицираат со ВМРО. Верувате дека имало преголем притисок врз интегративците? Мислам дека беа под жежок притисок. Под тежок и жежок притисок. Бидејќи, пазете, Али Ахмети ја делеше премногу долго власт. Значи, се оно што му се припишува на ВМРО не може да не му се припише на Ахмети. Тоа е една симбиоза направена во сите тие години, која што стана нераскинливо, видливо нераскинлива. Така да, интегративците сигурно беа под голем притисок. Еве што ми дава, вие го спомнавте СЈО, токму и СЈО ми дава повод да мислам во тој правец. Кога беше законот за СЈО, уште веднаш единствена, и ова го повторувам неколку пати, но е многу важен момент.
На 15 септември, кога се гласуваше законот за специјалното јавно обвинителство, јас реков или да правиме саглавно обвинителство или да не го правиме. Бидејќи тој рокот 18 месеци за подигнување на обвиненија е многу мал. Зошто тогаш ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз не ме поддржа? Не ме поддржа. Никој не ме поддржа. Сега, наеднаш ДУИ тоа го вади како услов пред ВМРО ДПМН да се продолжи рокот, па ВМРО не сака тоа да го поддржи. Па никој не ме поддржа во моментот кога тоа го бара. Еве, ова е многу важен момент. Потоа, како насила, како нешто на брзина, се обидоа да протнат некој закон за продолжување на тој рок, без никакво лобирање, без никакво разговарање, без обезбедување на мнозинство. Замислете, на тоа гласање не беа ни тројца пратеници од СДСМ не гласаа, ни првиот пат, ни кога Павле Трајанов го поднесе законот. Зошто беше таа игранка? Значи не требаше да помине. Требаше сејот да се чува како џокер во рака утре за некаква тврдење пазар. По мене веќе очигледно за уцена. Значи, се знаеше дека ВМРО ДПМН ќе застане против продолжување на рокот, но ДУИ си го сочува тој џокер во джепот, а не го поддржа мојот предлог кога комотно имавме мнозинство во парламентот од 62 да може да го изгласаме продолжувањето на рокот. Тоа ми дава за право да мислам дека ова е една режија која што требаше да доведе до тоа да ДУИ не може да коалицира, постави невозможни услови пред ВМРО и не може да коалицира. Значи, сепак се издодуваше едно сценарио. Знаете што кратко само ќе кажам по повод на СЈО. СЈО е ладен шпил карти. Не знам дали ви е познат тој поим ладен шпил. Ладен шпил е наместени карти за покер, наместени, спакувани повторно и ставени во хотелските дуќанчиња и се веќе си играме сега покер и купи еден шпил нов. Да нема превара, да нема измам. И ќе купите од тоа, а тие се така напакувани ладен шпил, што вие добивате. Тоа е СЈО, подместен ладен шпил на Македонија. Тука ќе повикам еден извештај во однос на она што денеска го споменав и на почетокот на стартот на оваа емисија, патоказот кој денеска го представи ВМРО ДПМН за излез од оваа политичка криза. Овој патоказ содржи 5 точки. Колегата Александар Видиновски ги сумира овие 5 точки. Предлагам да погледнеме за што станува збор, па подоцна да коментираме. Режија, доколку е подготвен прилогот на Александар Видиновски, да го погледнеме во продолжение. Создавање надпартиски договор за секој идно принципиелно решавање на внатрешните разлики во рамките само на институциите на државата, без странски агенди или представници и единствено од страна на легитимно избраните представници на македонските граѓани. Внатрешно обединување против мешувањето во внатрешните работи на земјава од страна на странски политичари или држави кои се косат со принципот на почитување на суверенитетот или се спротивни на принципот на добрососедски односи. Заеднички да се отворат плановите, платформите или агентите кои се надвор од нашето уставно уредување или се спротивни на македонските стратешки државни интереси. Ова е дел од така наречениот патоказ за излез од политичката криза кој денеска го објавија од ВМРО ДПМН, а веќе беше наеден и од лидерот на партијата. Заеднички да создаваме планови и платформи и агенди кои што се во интерес на уставното уредување на Република Македонија и стратешките интереси на државата. Осуда на секој директен или индиректен ревизионизам на Охридскиот рамковен договор, кој е целосно вграден во Уставот на Република Македонија и нашето уредување. Во патоказот се бари институционално да се најдат решенија за повеќе отворени прашања. Така се предлага да се усогласи праксата за коалицирање на победник со победник и да се утврди дали оваа пракса дефинитивно се отворила или пак ќе важи во иднина. Потоа се предлага партиите да се договорат дали странските агенди и мешањето во внатрешните политички работи на земјава се прифатливи или пак релевантни програми се само оние кои добиле поддршка од граѓаните на избори. Политичарите треба да се договорат и дали при конституирање на собранието, сегашното, но и во секој иден состав, позицијата председател на собранието логично би му следело на политичката коалиција или партија која што победила на изборите или треба да биде предмет на надгласување.
Тема за дискусија според овој патоказ се предлага да биде и прашањето дали сите политички актери се согласни со задржувањето на мултикултурниот модел македонско општество со подеднаква промоција на сите заедници или се поддржува промена на овој модел во двонационален на сметка на повеќето немнозински заедници. Дали врвен приоритет во овој момент останува стабилизирањето на земјата, институциите, економијата и европските реформи за евроинтеграција како обединителна сила за сите граѓани или пак сите овие приоритети треба да се заменат со редефинирање на односите помеѓу заедниците и државното устројство на Република Македонија. На пресконференцијата одржана во седиштето на партијата беше кажано и дека излезот од кризата го гледаат само низ диалог на избраните пратеници, кои доколку најдат согласност по овие точки, тоа би било доволно за помирување и конечно завршување на политичката криза. Повторно назад во отвореното студио го погледнавме прилогот, ги видовме 5 точки од патоказот кој го предлага ВМРО-ДПМНЕ за излез од оваа политичка криза. Една од точките, првата точка е за оној принцип кој важеше досега, коалицирање на победник со победник, исто тука се и странските агенди во внатрешно политичките цели. За председател на Собранието има една точка која се однесува, исто така има и за дали Македонија ќе биде бинационална, двонационален или дека подеднакво ќе ги промовира сите заедници кои живеат тука. Како гледате вие на овој документ? Социјалдемократскиот сојуз мислам дека во старт се изјасни дека ова е неприфатлив документ, но колку ваков документ, еден патоказ, може да ја реши политичката ситуација во Македонија? Па во целава ова замешателство во кое што живее државава, па и малку хумор да доживееме. Кога ВМРО-ДПМНЕ зборува за надпартиско одлучување, за консензуалност и така натаму, тоа ме прави исклучително срекна и изненадена пред се. Значи, тоа не беше начин на владење на ВМРО-ДПМНЕ, нити консензуалноста, нити уважување на туѓите ставови. И поготово надпартиско одлучување. Впрочем, и Пржино ги преку овие своји репрезенти таму, подеднакво сите си ја устоличија партократијата како наша судбина. Значи, има тука елементи интересни за разговор. Ова првото што прашувате е коалицирање победник со победник. Очигледно тој принцип се прекрши сега. Значи, веќе е прекршен тој принцип и не верувам дека... Тоа е предуслов за да се одбегнат двојните стандарди. Мислам дека никој нема да може да се повика веќе на тој принцип кога еднаш веќе е прекршен. Не знам зошто ниту ВМРО утре, ниту СДСМ, ниту ДУИ, нити било кој ќе биде обврзан кога еднаш е прекршен. Тој принцип за мене веќе не постои. Од друга страна, па и не сметам, прво мислам дека имаме голем број на системски грешки. Замислете, во 21. век, после 26 години самостојна Македонија, не имаме строго етнички партии. Прво, тоа е накриво насадено. Тие етнички партии, еве, гледате дека ќе се амнестираат од сите граѓански проблеми, што ги тиштат сите заедници подеднакво, дали е владење на право, дали е водовод, дали е пензиски систем, дали ќе се распадне утре, дали ќе примаме сите пензии, тоа ништо не ги интересира. Дајте сега да видиме табливе на кој јазик ќе бидат напишани. Ги подценуваат своите гласачи, своите граѓани, своите етнички заедници. Мислам дека самиот концепт на постоење на етнички партии е лош. Или сте социјалдемократ, или сте либерал, или сте десничар, или сте неолиберал и така натаму. Веќе е време да се премине на такви современи концепти, а не да не влечат назад. Значи, ништо од граѓанска држава, она што сите го очекувавме, барем на овие избори, дека ќе дојде до таква промена. Еве сега повторно се прашуваме овде, дали понатаму ќе биде победник со победник. Значи, ние се делиме, ние се федерализираме и со самиот тој концепт победник со победник. Победник меѓу кој? Меѓу македонци и македонци албанци. Навистина поменена вештачка поделба без никаква потреба, која што еве носи вакви главоболки во кои што сега се мачиме да ги разрешиме. Една работа е за мене таму прифатлива, кога се инсистира на мултиетничко општество.
И тука мислам дека цврсто треба да застанат сите за тоа. Тоа е, ми се чини, четвртата точка. Четврта точка, да. Таа е многу важна, исклучително важна, бидејќи после Охридскиот договор, кој што се преточи во нашиот устав, веќе тој проблем е затворен. Македонија, многу македонци не беа задоволни од тоа прекружување на уставот, може би и се уште има такви, но е факт непобитен дека ние сме дефинирани како мултиетничко општество и тука играње со тие работи не смее да има. Конечно не се во државата ниту само македонци, ниту само албанци, имаме од други ентитети, ова е Балкан и не смее никој од нив да биде отфрлен на овој начин на кој што сега се бара преку оваа платформа. Значи, по мене, четвртата точка е многу важна. Она за собранието за избор на спикер или е лошо формулирана, или е лошо пренесена, пошто повторно тука се има една произволност и недореченост. Дали ќе биде секогаш спикерот од редовите на партијата или од коалицијата? Па еве сега го имаме тој проблем. ВМРО, ДПМН тврди дека од партијата со најголем број на пратеници, но другите тврдат од коалицијата која што има мнозинство. Значи, или е лошо формулирана таа точка и не можам да заклучам што било идејата на... Некој лаже. А народот знае кој лаже. Да. Сега знаете и тоа народот. Народот е една... не е еден. Народот секој го присвојува народот. Со тоа, со редефинирањето, дали врвен приоритет во овој момент останува стабилизирањето на земјата, институциите, економијата и европските реформи за евроинтеграција, како обединителна сила за сите граѓани, или пак сите овие приоритети треба да се заменат со редефинирање на односите помеѓу заедниците и државното устројство на Република Македонија? Па знаете, никој нема што се изјаснил за или едно или друго. Ние немаме некој политички субјект кој што рекол ќе оставам економијата на маргините, не ме интересира економијата, не ме интересираат евроинтеграции, сега ќе се посветам на редефинирање. Такво нешто нема. Значи, ова е една прашање на кое што не може да се одговори дефинитивно. Мислам дека сите партии не можеме да ги сведуваме на таква една димензија. Сите се многу покомплексни. Нивната понуда беше покомплексна од ова овде што е напишана како или ситуација. Се разбира дека сето тоа е важно. Сето тоа е важно. А вие за да имате воопшто амбиент за решавање на било кое прашање, прво треба да имате цврсти, стабилни и независни институции. Тоа е по мене најважното прашање. Да имате правна држава. Тие не се ни споменуваат колку што гледам во ова прашање што е или земи или остави. Значи, правна држава, независни институции. Во таков еден амбиент, сите други прашања сами по себе ќе се решат. Господине Георгиевски, дали вие очекувате дека може да се постигне одреден консензус околу овие прашања и тези кои ги постави денеска ВМРО ДПМН? Споменав дека Социјалдемократскиот сојуз уште во самиот старт рече дека се овие неприфатливи точки, но колку еден ваков документ може да не извлече, да не извади од оваа политичка криза во која еве веќе 3 години се наоѓаме? Драга моја, танго takes two. Не можете никаков политички договор да имате ако немате со кого. ВМРО предложи да подкрепи малцинска влада на СДС. И то се одби со една недоветна формулација. Ами албанците? Зашто? Во една малцинска влада може и 3 албански министри да има. И да е све застапено и све мирно. Значи, како да ви кажем, за мене, прво треба, ако сакаме граѓанско општество, и ако граѓанско општество е струко компрометирано, покомпрометирано од национализмот, носителот на тоа е Сорос, тоа е Страва. Видовме какво е граѓанското општество, ги видовме на дело, на улица. Вандали. Такво граѓанско општество не би живеел. Сега, прво што нас не треба е попис.
да видиме, да се преброиме колку сме, секоја боговетна држава прави попис. Доколку вие И се тука не може прашувате никој да го во овие одвие. патукази, би додале и Попис, точка попис. попис. Ја на времето, кога бев спикер, предложив, тоа ми се чини сега Стојлковиќ го спомна поново, предложив. Сакаме мултиетничка и граѓанска држава. Тогаш, секој етницитет во Македонија, пропорционално со застапеноста, да добие гратис однапред седишта во парламентот. Например, србите да добијат 2, турците 3 или не знам. Како ќе покаже пописот? Во тој момент избите пачката во парламент. Нема аргументи како да одбијат. Затоа што албанските партии се хегемонистички отворено. Ова што тие со платформата го инаугурира, па то да водевме војна 10 годишна и да ја загубевме, да беше капитулација, акт на капитулација, немаше толку строго да биде. Па Јапан капитулира, па МакАртур го остави сонцето на јапанското знаме. Но кажете ми зошто се прекина пописот во 2011 година? За чии интереси се прекина пописот? Па треба да го знаеме и тоа. 2011 не бев неколку тука и пати на не го собраниска говорница барав попис, последно и пред оваа техничка влада, значи беше Емил Димитриев и се уште е премиер. А кога му го поставив пратеничкото прашање, одговорот беше немаме консензус од партиите. Пазите, за една граѓанска обврска, за една државна обврска, вие не сте држава без попис, тие чекаат консензус. Утре се плашам дека ќе чекаат консензус дали да изгрее на исток сонцето. Па и за избори чекаме консензус. Не може тоа така. Ние заедника нема да има Ние ги избори. изгубивме квалификативите на една нормална држава, на една цивилизирана држава, правејќи едни кон други отстапки се за да се може да се владее без Ама остаток. гледайте, драга моја, вие говорите за граѓанско правна држава. Како можете правна држава кога човекот седи и вика суд, не го признавам судот. Орби е турби. Тоа не го одобрува. Како може тој да очекува утре граѓанинот да се појавува на суд, а да измислува 3001 причина зашто тој не би се појавил пред суд. Но пострашно знаете што е? Тој може и да се појави и да не се појави. Но судот што прави? Значи немаме суд. Значи се разбиени институциите. Тоа е уште пострашно, не неговото индивидуално однесување на еден на друг на Не, ама он е трет. Туку институција. што прави не уште повеќе институција судот кој што не прави ништо. Кој што ги двои граѓаните. Јас морам да се појавам, еве утре било каков прекршок да направам, ќе морам да се појавам. Не говорам јас што не се појавува, он не се појавува, него тој дава изјава, не го признавам овој суд. Не барува Оставете изјавата, тој мора и било кој да се мора да се појави на суд. Моето последно Не, па не се појави. Моето последно прашање е како ќе заврши се ова во кое се наоѓа Република Македонија? Ќе имаме нов политички договор и нови избори или Зоран Заев ќе формира нова влада? Господја Грчева, повелете. Па ја претпоставувам дека некоја влада и може ќе се формира, но ќе биде многу со кусвек. Затоа и мислам дека овие отстапки што сега се прават за многу кус период, попусто се прават. Но прашањето е со мандат или без мандат ќе се формира влада? Како тоа без мандат? Не може без мандат да се формира Дали ќе се влада. обидат партиите Со во Не може без мандат да се формира и било кој да направи сега влада. И ВМРО да направеше влада. Ма не, па не Со ВМРО. дуи. Ништо со 61 пратеник, со 62, со 67 не може да функционира ни една Па влада. затоа сме за избори. Не може ни една влада да функционира, ќе биде од многу кус рок, физички ги нема пратениците во собранието, тие се по разни комисии, на разни патувања, имате таму збирка на пратеници кои што никогаш не се појавиле, истите тие беа и во минатиот состав. Ние не ги видовме како изгледаат тие пратеници, не се појавиле. Значи, второ гледате беса, однесувањето на беса, да речеме овие денови, кој што уште веднаш испорачува некакви уцени за да влезе во влада. Мислам дека сето ова е една многу стаклени нозе, многу една
исилена ситуација, дека ќе треба да дојде до едно значително помирување помеѓу луѓето. Ќе мора да се слегне оваа прашина високо подигната и така во една порелаксирана ситуација да се отиде на нови избори. Не во борба се или ништо, но за да дојде до тоа, ова е идеализам. Ова е јас како би сакала да се одвиваат работите. Мора да имаме промени во самите партии. Врхушките во овие партии кои ја дотера ситуацијата до ова дерече. Значи да се трнат дефинитивно. Ние не можеме со вакви политичари да стигнеме далеко. Инаку ќе имаме реприза и на следните и на наредните избори. Ваквото однесување едноставно не смее да проаѓа. Нити смееме да имаме криминалци за лидери. Нити смееме да имаме луѓе кои што немаат ни трошка атом демократски капацитет да абсорбираат ни 5% различно мислење во своите редови. Партиите мораат да си ги променат и статутите, да дозволат фракции во своите статути партиски. Дури тогаш ќе можеме да кажеме дека имаме нормална парламентарна демократија, инаку јас не гледам никакво чаре, никаква разрешница. Ние ќе имаме само реприза и реприза и реприза и се поголема и поголема криза. Мислам дека ќе одиме брзо на нови избори, но ако се многу бргу, ќе имаме реприза на иста во оваа ситуација. Значи, еден временски период на пречистување во самите партии, а како тоа ќе се случи? Единствено под жесток притисок на овој народ што излезе на улица. Затоа што, пазете, овој народ има право на транспарентност, има право да знае што се преговара и договара во негово име, има право да знае за што гласа и зошто гласа, има право да биде и како коректив, кога веќе овие партии гледаме дека ги строшија сите своји потенцијали и на вистина картите, маските падна на крај. Господине Георгиевски, вашите очекувања? Имаме нова влада која ќе формира лидерот на СДСМ Зоран Заев или пак ќе имаме нов политички договори, нови избори за некој со време? Таја влада ќе падне пред да стане. Зошто? Затоа што нема никакви услови, елементарни услови нема да биде влада. Затоа што е тенко мнозинството и ќе станува уште потенко и полека ќе го губи од надвор чадорот. Затоа што се менува глобално политиката комплетно, така што нема никакви шанси да обстане. Како што гледате, десницата секаде победува и ќе победува. Така што и од надвор нема да со доаѓањето на Трамп, тие ветрови кои ги држа, ќе престанат, ќе спласне тоа све. Но штета е што не можеме да се договориме на време и тука се слага потполно со вас. Штета е што не може да се седни на една маса, да се испсуеме како луѓе, ако треба си врзиме и по 2-3 шамара и да седнеме и да се договориме околу ова што овие наши граѓани безкрајно питоми граѓани. Што говорат тие граѓани? Ништо. Унитарна Македонија. Ако ние не можеме да се договориме партиите... Заедничка Македонија. Никој не инсистира на чиста Македонија. Значи, таа парола е заедничка Македонија. Дури ги изчисти они обиди во првите 2-3 дена за некакви националистички говори, што мислам дека е еден сериозен пристап. Да, и сега, за тоа треба да се седни. Меѓутоа, овие се држат страшно без таа платформа. Мислат дека смак на светот ќе биде. Така што, ова ме подсеќа на... Некој треба тоа да ни го направи. Ова ме подсеќа на крал Лир, со слепиот Глостар. Кога му вика, го води, овај слеп, го води. И вика, молим те, одведи ме на една провалија да се рипнам, да се убијам. Не можем, ова слепил. И он го води до една стена која е толку висока. Вика, рипај се, ајде, со здрави. Тој рипа и паѓа и вика, жив сум. Па жив си, треба, Господ те кажа да треба да живееш. Всушност, една позитивна измама.
Такво нешто нас не треба. Оти сме потполно забегани. Многу е лоша ситуација. Би сакала само една реченица, ако не е доцна. Значи, и за народот, ова се однесува, кога велиме народ, го употребуваме тоа во еден да речам, позитивен аспект го гледаме, но и тој народ наш треба да се научи дека не сме без поговор да верува и на својата опција, не само на онаа другата, туку ни на својата опција, да не аплаудира без поговор, да не прави икони од личности кои што тоа не го заслужуваат, евидентно да замижува на недостатоците на своите лидери, на своите врхушки и така натаму, значи треба да се однесува свесно и рационално. Аплаудирајќи многу долго и многу неисти луѓе, ние наеднаш се будиме и гледаме дека тој юнак на вистина не бил юнак. Ама после 50 Некои никош не се освестува. После 50 години комунизам, што сакате вие? Па добра, ама доволно време и не сме. Уште сме добри. Почитувани, тука ќе ви се заблагодарам за вечерашното гостување и за оваа дебата. Верувам дека барем ги разјаснивме оние собраниски процедури, бидејќи многу од гледачите и од граѓаните се прашуваат колку долго ќе трае ова, како ќе оди се, бидејќи нели сепак тука е деловникот, но ете имаме и ситуации кога политичарите се надмудруваат токму околу овој деловник за работа на законодавниот дом и ова не е прв пат случај, ова било и во изминатите 20 и неколку Само да ви кажам, ние дадовме пример. Ние уопште не се слагаме во многу точки, ама не се надвикувавме. Разговаравме да ти е мерак, да не слушаш. Вистинска парламентарна демократија. Иначе, треба да биде. гледам довдека ми се дебати да кои две кучиња лаат едно на другото. Така треба да биде, па тоа е страшно. А говорат за демократија. Да. Не видим. Ви благодарам што бевте вечерва на делодотвореното студио на телевизија Нова, а вам почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Останете на нашата програма, бидејќи за неколку минути почнува најновиот информативен блок. Пријатно од мене.